За денешниот мој гостин нема потреба од посебно представување од проста причина што се работи за еден од великаните на македонскиот ракомет. Долги години беше капитен на Металург и еден од столбовите на македонската репрезентација и во исто време важи за еден од најборбените ракометари кои што некогаш стапнале на ракометен терен во Македонија. Тој за прв пат на македонски подкаст поделува детали за својот живот и кариера. Со други зборови следи вистинско уживање за ракометниот дел од нашата публика. Но пред да започнеме со епизодата, претплатете се на каналот, поддржете ја нашата работа, сакаме да стигнеме до 3000 сабскрајбери во месец октомври. Тоа е нешто што ќе ни помогне и во иднина да ги приближуваме приказните на овие луѓе до вас. А сега, Филип Меркуловски. Мојот прв печаток за Металург беше бруталните тренинзи. Значи, тој некој систем на тренирање, не знам, тогаш не беа толку актуелни тие, како се викаат, кондициони тренери, не знам, психолози и така натаму, значи еден беше one man show, значи имаш Така. тренер И тоа е тоа. тој ти е и мајка, и татко, и доктор, и све буквално, и тренинзите беа многу брутални. А ние бевме младинци, значи ти беше прва екипа тогаш, можеш да посведочиш, да кажем, за тој систем на тренирање, бе, така да почнеме некако. Па, добро, ти вајде да збориш во ерата на Лино Червар. Пред Лино Червар, значи јас зборам 2005-та, таму тогаш дојав. 2005-та, тоа е, значи, тоа Липчо Савевски, знам, беше првата година јас кога дојдов. Па после дојде ерата на српските тренери, Славко Навакачевица, Цветковиќ. Да. И така и со први со Цевак, тој Липчо Савевски првата година тренирахме стварно многу. Бидејќи он се водеше по девизата имаме млади играчи, мораме да ги тренираме. Што и до негде е така. Не научи на некој тренинг, поквалитетен тренинг од претходно. И стварно тренирахме доста квалитетно. Да, види, мене ми е впечатокот дека многу трчање имаше. Значи, стварно не знам дали нешто, јас сум бил посебно травматизиран или стварно екстремно многу се трчаш. Не, така, во право си. Порано поише се идеше на онаа кондиција, многу трчање, додека сега се смени начин на тренинг скроз. Не знам сега како е. Да, точно е дека трчавме многу, тие долги трчања што сега некој да ги користи, не знам, некој да ги користи тие долги трчања по 10 км, 15. Тие се за маратонево се спремаш сега. А сега тотално се смени начин на тренинг. Као што гледаме и во Бундеслига и во Германија, тоа соцема странато тие долги трчања највеќе имаш до 2 км и тоа е тоа. И тоа се некои интервални трчања, не се да трчаш за минути и тоа е тоа. Нели следствено на тоа некако и самата конституција на ракометарот ми е многу променета. Значи тогашните ракометари, ако се сеќавам добро, значи има нозе масивни. Значи многу масивни беа во нозете и го нагоре така. И после како некако доаѓа времево, доле се тенчат и ќе се шират во рамената нагоре, некако така се морфира, да кажам. Па така, порано се бараше тие големи крупни ракометари. Што поголем тоа подобро, сега тотално се смени тоа, се гледат што побрзи и поспремни играчи, во смисла побрзи во финта, побрзи во додавање во техника, така да се смени тој начин на тренирање скроз. И сега гледаме дека на цена или на сцена поише се брзи играчи, попаметни, потехнички обучени, се изгубија тие шутери што беа као порано, така да секако иде времето се менува во секој спорт, не само во ракометот. Како ти го најде своето место во ракометот, да кажеме? Пошто тогаш претпоставам дека немало некоја посебна селекција како денес, значи повеќе претпоставки, можеби некој тренер си му фатил око, не си му фатил око, значи треба повеќе сам некако да се туркаш. Па така, јас почнав сосема случајно со ракометот во основна школа. Тогаш во мојата основна школа, Досите Брадовик, сега Панат Гиновски, имаше секција само ракомет. Ја претходно тренирав кошарка од мали нозе, така да тогаш немаше као сега школи, почнуваш од 6-7 години си тераш. Да, насочен си. Сега тогаш се знаеше кошарка, фудбал и тоа е тоа. Ја почнав кошарка, прво тренирав 2-3 години сигурно и бев лут по кошарка. И уште гледам, пратам многу. Ама како што кажа, во основна школа имаше секција, наставникот по физичко беше некој тренер ракомет, ова она, и почнаме да играме тие натпреварување во основна школа и влезе ракометот во крвта и така и продолжив. Сосема случајно, нели
имав некои амбиции, тренери, ова, онас. Не беше да кажеме, не знам, однос на физички предиспозиции? Значи дали беше повисок за генерацијата, понизок? Не, сосема нормален. Нешто да скокнуваш Мислам драстично? дека и покасно извишив ја крај на 8 така нешто. Мгм. Така да бев сосема нормален, може бев повеќе талентиран за спорт уопшто. Си го сакав спортот од малино, како што кажав, кошарка, фудбал, малски спортови, порано ги немаше овие таблети, телефони, така да цел ден улица и цел ден спорт си играше. Твојот прв клуб е работник, ако не се лажам. Не, мојот прв клуб е РК Македонија. РК Македонија. Да. Тој клуб го основа татко ми, Марко Миркуловски. Сите тие што игравме таа школска, во основна школа, школска генерација, зашто што ние игравме републичко полуфинале, нешто така, не оформи клуб. Мгм. И сите таму почнаме од тогаш имаше Суперлига, прва и втора. Значи 3 лиги имаше ракомет, почнаме од најниска и стигнавме до Суперлига, изигравме една сезона во Суперлига и потоа се префрли во Металург. Значи мојот прв клуб е РК Македонија, така се викаше клуб. Сега веќе не постои нормално. Што е со Југ работник, некој такво име ми се врти низ глава, зашто ми се врти тоа име? Па не знам тоа, мислам, јас само имам играно од Македонија, Аха. Металург и неколку утакмици по зајмица тоа што беше во Богданци. Една епизода, кратка, 4 утакмици. Видов за таа епизода, ме интересира исто и за тоа, но може да кажеме слободно дека целата твоја кариера имаш најголем дел од кариерата, она убава играчка кариера имаш помината во Металург, значи тенденцијата ти била и на крајот да останеш и да завршиш твојата кариера таму, значи една феноменална приказна од почеток до крај, да кажеме. Нели, заврши така како што заврши, не по твоја вина или по ничија вина, едноставно ти работи се случуваат во спортот. Но добри 12 или 13 години. 12 и пол, да. 12 години ги поминуваш во Металург. И ги поминуваш ти си можеби играчот со најдолг стаж во Металург? Па мислам да. Во понова ера сигурно да. Па цели 12 и пол години. Мислам дека никој не беше толку долго. да, спомнав ми пред снимањето на кратко дека имаше еден обид да се повлече твојот дрес во знак на почит, но го врати изгледа не останаа доволно бројки, вака од 1 до 100 нема доволно Нема бројки, па доволно. мора да Стотка им требаше, не може стотка, мораше. Кажи ми за почетоците на Металург. Значи мене ми фалат 4-5 години, значи првите 4-5 години. Кога затегна во Металург, кога дојде? Па така, како што кажав, ние бевме РК Македонија, почнав таму. Тоа беше исто доста млада екипа, после во РК Македонија дојда многу младински репрезентативци, јас, Борко Ристевски беше тука, Филип Лазаров и уште некои млади играчи. И откога се распадна тој клуб РК Македонија, една сезона игравме во Суперлига, повеќето предавме во Металург. Јас, Борко, исто Филип Лазаров, истите тие. Тогаш имаше амбиции Металург да прави млада екипа. Таму кого затегна Владче Новаковски, десниот бек. Други, да не се сеќам, Владко Котевски беше, знам, таму. Од тренери? Од тренери, Лјупчо Савевски. Лјупчо Савевски беше првиот тренер? Првиот тренер на Металург, да. После се изнаредија многу. Како течеше процесот на смена на тренери, пошто ти ги смени сите фактички? Па, многу тренери, да. Ти што имаш истрпено, да. Не знам дали уште некој има истрпено. И тоа ти викам, значи мене посебно ме фасцинира, пошто тоа беа брутални, посебно првите неколку тренери кај што Да, со Лјупчо Савевски баш беше една физички доста напорно се тренираше. да. И Стефче мислам дека истото го да, кажа. Лјупчо беше една фанатик тренер, стварно. Мислам добро, не научи на многу работи, како физички така и ракометно. Но сепак не знам, таа прва сезона мислам дека се отиде после една сезона. Мислам кратко траеше со него, после дојда Славко Новаковиќ, Шојица Цветковиќ, Сојовица Цветковиќ, освоивме првата титула на Металург, тоа е 2006-та, мислам, 2005-та, таа сезона. Така да се сменја доста тренери и после на крај дојде Лина Червар као шлагот на торта. Да, колку се секаш на Славко Новаковиќ, затоа што тој ми беше некако малце
у однос на, не за мене, барем ако вака пробам да ги споредам, ми наликуваше малце на Лино Червар после тоа во стилот. Па така, мислам дека ние со Славко Новаковиќ доста напреднавме. Тие, пошто и он дојде после една година, таа екипа млада, доста напреднавме. Мислам го освоивме и второто место во Суперлига, што беше успех во тогашната лига, бидејќи Вардар Пелистер, Богданци беше јак тогаш, Прилеп уште беше јак. Така да беше тоа доста голем успех. После него дојде Јовица Цветковиќ, конечно дојде и првата титула. Доне, Андон Бошковски едно време беше, мислам дека он беше во Металург, па отиде во Богданци. Тоа ли беше периодот кога отиде и ти? Не, Доне не беше тогаш, беше Јошко Петковиќ Богданци. Тоа беше сосема, да има една приказна, ние игравме со Богданци, Металург Богданци, и се случи една несакана случка, нека тепачка на терен, па они дојдеа, па тука ние во автокоманда имаш исто несакани ситуации, тепачки и такви работи. И едно време знам дека Металург не смееше да иде Богданци, Богданци не смееше да иде Металург, и сега беше приказната да се смириме, да ви позајмиме 2-3 играчи за да они играат тогаш, знам со Вардар, не знам, колата беа така наместени да играат со Вардар Пелистер и уште една европска утакмица. И Металург заврши со полусезона тогаш и нас не даде као на позајмица, не знам, тоа некои правила сега веќе не постојат. Како маслиново гранче, да, мир. Да, така нешто, да. И така отидов 3-4 утакмици, одигравме таму, знам ги победивме и Вардар и Пелистер во Богданци и едно коло од Европскиот куп поминавме. Така да и после од полусезона пак се вратив во Металург. Не знам, некои чудни правила беа тоа. Од прилика тоа е приказната, за да се смириме. Ајде, тоа и од тогаш беа но за да се смирите прво треба да се скарате, а тоа што го кажуваше точно, сега ме потсети, значи дека Металург во тоа време, мислам, сега проаѓаш ли кога последен пат си влегол во сала, да кажем, во автокоманда? Па вчера бев на. Беше вчера. И на пример кога ќе влезеш во салата сега, значи колку ти е препознатливо тоа што го гледаш сега во однос на, не знам, 10-15 Па добро, се враќа некои стари сеќавања, стари чувства. Ама лицето, значи личниот опис се сменет на салата, буквално. Сменето е све, на подобро се разбира, што е супер, да. Да. Ја почнав на паркет со буквално вираа шајки од паркетот. Тогаш беа првите чекори во автокоманда, што беше стварно трагикомични услови, но сепак сега салата е кукла за разлика од тоа. Не знам дали го затекнав паркетот или беше тоа жолтото со плаво. Па посем да е жолтото со плаво. Тоа немаше шеќе, ама се лизгаше како да се на изгалиште. Не знам по кој стандард е тоа терен за ракомет. Ама малце водичка ако има, значи тоа не треба ни водичка. Пареа нешто да испарува и толку. Се лизгаш. Да, значи Металург имаше, значи све супер. Како се вика, значи луѓето си го сакаа клубот, голема желба, се вложуваат 200%, точно е дека помалце ресурси, точно е дека помалце знаење имаш и во стручен штаб и во тренери на друго, но тоа беше навистина една одлика што не можеме да избришеме, односно да, буквално се почна од нула, со млади играчи, со нови тренери, секоја година како растеше и буџетот, растеше и екипата, што е нормално. Да, значи сега ти викам, дури читав некои ствари за тебе, прочитав и за Металург, дека уствари почнува како клуб на железара, за вработените. Да играат после работа. Што викаше Лино, раднички клуб. Раднички клуб, баш да. Но баш раднички клуб. И сако ќе дојдеше некој, да кажеме, појак, не знам кој го регулираше обезбедувањето во салата, но секогаш фалеа едно 200 полицајци таму. Да, секогаш беше хаос во автокоманда. Значи хаос беше, да, посебно тешко гостување беше автокоманда. Невозможно гостување беше. Да. Значи тоа беше невозможно гостување. Мислам, другиве сали не дека беа тогаш и спортот растеше, нели се градеше, немаше безбедна сала, еве така да кажеме, но овдека беше баш клаустрофобично, затоа што има еден излез и нели кога ќе се напуни скроз целата сала да, нема кај да идеш, И самите луѓе, значи што го водеа клубот, знаеа некогаш да бидат совладани од емоциите и тука веќе се прекинува утакмицата, па се враќа, па се прекинува, па се враќа, па боксови. Имаше 300 случаи, 300 глупости. Да. Беше како да кажам, луѓе со страст беа, значи имаше голем притисок пред секое големо дерби, да кажем. И нешто, тоа тогаш изгледаше како
не изгледаше убаво, еве така да кажам, но многу луѓе денеска се навраќаат и го бараат тоа. Па да, тоа според мене тешко е ќе се деси тоа пак тие дерби Вардар Металург. Стварно тоа е едно посебно чувство кога се играат тие надпревари, се осеќаше 2 недели пред тоа беше хаос и на тренинг помеѓу играчи, се осеќаше нервоза едноставно. Се осеќаше нервоза. Сите беа возбудени, нервозни пред тоа дерби, тоа што знаеш, тоа ти е дерби и тоа е тоа. Ако се сгреши нешто во таа утакмица, дека цела сезона ти пропаѓа. Нема на каде на која утакмица се вадиш, тогаш и беше и послаба лигата, само беа Вардар Металург, Пелистер беше малку под нашето ниво, но сепак тие дерби ќе останат да секогаш во сеќавање, без разлика во кој период се игра, дали во ерата на Самсоненко Вардар или претходно, секогаш тие дербиња беа стварно дербиња. Како еволуираше ракометот ме интересира, затоа што тоа е доста физички груби надпревари. Мислам, тоа што беше тогаш фаул, денес е блав картон. Значи тоа. Така да. Да, се сменија и правилата. Сега, што како што каже ти порано, обичен фаул сега се минимум 2 минути. Така да во тоа време се играше стварно груп ракомет и судите допуштаа да се игра груп ракомет. Сега за секој контакт е 2 минути скоро, што мене овој ракомет би ми одговарал. Тебе би ти одговарало, значи ти си човекот кој што има најмногу ќотек изедено, мислам дека на ракометните терени во Македонија, ако не и пошироко. Значи едноставно таков ти беше стилот на игра, најверојатно тоа е тенденцијата, значи кога ќе настојуваш да си колку што е можно со поголем процент на успешност во постигнување на голови, да не ги продаваш топките, значи кога сакаш да се осигураш да е гол, мораш да поминеш низ 2-3 пара раце, кои што намерно го кажувам тоа за луѓето да сватат колку беше прво самите ракометари колку беа поинаку спремани за тие утакмици, значи не беа спремани технички за да изгледаат убаво и така натаму, беа тренирани убици едноставно да земи да те убие на терен. Па така, мене ми беше едноставно така стилот да со тие продори до 6 метри да изнудам 2 минути, да изнудам пенали. Од секојаш сум играл така, и од мали нозе памтам, таков ми бил стилот. Така да тоа време сега малце се смени, сега се поише на технички ракомет и така натаму, но сепак ја тој стил го негував до крајот на кариерата и кога осетив дека веќе не можам тоа да го играм мојот стил на ракомет и полека почнав да се откажувам од ракометот. Така да, како што кажав, во ова време се доколку би играл во ова време би било многу полесно, многу повеќе исклучувања би имал брз мене. Да, дефинитивно. Која беше твојата посветеност, еве да кажеме, значи имаше, јас знам доста од ракометарите кои што ќе заврши тренингот или ќе помине утакмицата и тука завршува све, значи тука продолжува нормалниот живот. Значи дали тоа за тебе беше така или беше некој кој што знаеш да размислуваш за утакмицата, за грешките, за наредниот период? Колку можеше да го исклучиш ракометот од приватниот живот? Па видите, ако нешто не успеа да го исклучам ракометот од приватниот живот, посем секоја утакмица изгубена или победена, нормално се навраќав на неа, дали кај што сум сгрешил, што сум сгрешил, посебно за мене лично. Така да кога ќе изгубев бев многу тежок човек. Поготоа на сопругата или пријателите што беа до мене, едноставно не ми се збореше, не ми беше до ништо, идев дома, ја гледав повторно утакмицата, кај сум сгрешил, што може да подобрам и такви работи. Бев доста посветен на ракометот и се уште сум нормално. Така да дадов голема жртва за ракометот, но сепак мислам дека ми се врати. Тоа има многу успеси, многу радости, што во било кој друг начин на живот не би ги доживеал тие емоции, тие радости, а и тагување нормално. Ако треба да издвоиш едни припреми, вака што би ти останале во сеќавање по бруталност, кои би биле? Тоа мислам дефинитивно првата година со Лино Черва. Стварно? Да. Не знам, донесе тогаш и за прв пат имавме и тренер, кондицијски тренер. Јура, да. Да, Јура, што беше исто така доста спремен тренер, доста бараше дисциплина, се тренираше и кај него многу, а и он не тренираше многу на тие
кондициони тренинзи, пак идеш кај Лино, тој уште толку ќе те дотепа, но сепак тие први припреми мислам дека ми беа најтешки Во во кариерата. Словенија ли беа? Во Словенија, да. Знаеш дека Тогаш бефнати е? измисля некој падобрани, Бефнати. ти врзува позади падобрани и трчаш по горница. Да. И на страна се паркираш и повраќаш. Ми текнува дека бефнати е, тоа беа последните ствари, последната моја година во Мгм. Металург. И ми текнува на падобраните, имаше некој како го вика футинг во Шеса Бајле покрај едно Футинг, да. езеро. Така да се вртеа кругови. Да, па после тоа во 10:30 беше падобраните, што ги Да. викаш ти, негде низ планината се трчаше. И последниот беше во 6 или во 7 вечерта во сала, кај што од зависи, значи во кој дел од припремите си, дали се медицинки, да најчесто се медицинки, топки таму Медицински. понатаму некое време. И ние бевме два тројца, мислам дека од младинци тогаш земени, знам дека имавме тој термин, нас ни беше слободен кога вие ќе игравте утакмица. Знам дека во Марибор се одеше или да, мислам Турнеја дека цела беше. Марибор мислам, беше. да. Ќе се оди, ќе се изигра утакмица, толку ќе се направи пауза, ние ќе одмориме, ќе прошетаме малце низ градот и другиот ден пак од почеток. Ја, памтам Мојсовски да вика на доручок жути дај земи да нож да ги спокинеме ние падобраните готови се. Вика Ама- да ги скинеме да не ги гледаме веќе. Добро, значи он беше привилегиран на некој начин затоа што мислам дека многу малце доаѓаш од Сабајле на тренинг. Првата година си беше дисциплиниран, после малце да изостануваш. Да, ама многу специфична хемија, значи тоаш и мислам дека Металург не играше во Европа таа година. Годината кога дојде Лино Черевар. Играшме ЕХФ куп, мислам тој послабиот од Лига шампиони, Мгм. ама испаднахме негде декември, таму негде трето коло. Мгм. Памтам од француски тим Крете или беше, не знам. Игравме во Европа првата година, ама таа прва година освоивме дупла круна за прв пат во Македонија и после се пласиравме во Лига шампиони, така нешто беше. Како го доживеа ти, да кажеме, стилот на Лино? Затоа што многу луѓе различно реагираат на тоа. Значи некој ќе го пофали, некој ќе каже премногу е, сам резултатите во ред, резултатите се окей, негови неоспорни се, но за секој да кажеме од ракометарите кои што се вклопува во таков стил, 100 други не се вклопуваат. Па види, Лино е еден специфичен лик, или го сакаш или не го сакаш, нема средина кај него, Не знам дали имаше некој така да го сака, баш. Па, ја искрено не го мрзам. Мислам, моje мислење е дека многу напред за Металург и за нас како играчи и многу напред и за македонскиот ракомет воопшто. Бидејќи он беше он беше поборител за тоа да има што повеќе македонски играчи во Металург. Да бидат надополнети само со 2-3 квалитетни странци, како на пример Станич, Вугринец, Атман, ред други, но ше квалитетни странци што може само да дадат квалитет плюс на нас, македонците што бевме. Колку странци имаше? Со колку странци го затекна? Ти се сеќаваш ли? Лино кога дојде во Металург? Да. Па имаше 3-4 странци Па тогаш. никогаш немало многу странци во Металург, мислам. Никогаш немало, да, ама единствената разликата беше единствено тоа што се носеше квалитетен странец, што беше стварно Да, ќе направи не, разлика. да, не се носеше на исто ниво или како што се носи пониско ниво доста од македонците, така да се носеше странец за понатаму зборно за Лига шампиони што стварно ќе донесе квалитет плюс, што ќе биде помош на тимот и на самиот клуб да расте понатаму. И како што кажав, Лино специфичен тип, според мене тренер не е само да знаеш ракомет, тактика, силите работи, он кај него беше добро што знаеше со секој поединец како да му се обрати, како со него, дали со лошо, дали со добро. Со секој играч си имаше посебен третман кај него, што беше за некој чудно, за некој уневерување, ама немаш ист третман спрема сите играчи. Според мене тоа е добро менеџирање на тим, ако знаеш добро ако знаеш дека Мојсо треба да го пуштиш утре Сабајле, дека утре ќе ти даде 10 гола, немаш проблем. Ако знаеш Станич да го пуштиш Сабајле да не иде на тренинг или еден ден слободен да му даеш, утре ќе ти фати 15 топки. Тоа е една така избалансирана екипа бевме и Лино си знаеше да ја менаџира. Кажи ми за Атман. Значи тој човек, мислам,
тоа беше нешто што драстично отскокнуваше, да кажеме, во физикусот, све што јас барам имав видено кај нас до тој момент. Значи, колку беше тоа реално? Мислам, човекот беше стварно животно. Да, беше многу добар играч, одличен играч. Ја памтам кога преговараа со него, отпосле ми ја покажува оваа приказна Чокри и Левче, вика, не игравме со Динамо Минск тогаш против него, Лига шампиони, осмина финали, ги поминавме и ни требаше појачување на беден бек на таа позиција и некој го спомна Алтман, бе, каде Алтман сега ќе го бараме, добар играч, сигурно го бараат пола Европа. Јави му се јавиле, ало Алтман овде од Металург. Одма доаѓа. За да. Не е проблем, вика, ништо. Одма доаѓа, утре ќе да. Сакам да кажам дека колку Металург го ценели и играчи, после јас кога отидов во Германија, колку го има гледано Металург во Лигата на шампионите и колку многу го ценеа тоа што ние го постигнавме како клуб, во стил кои играчи сме, како што и какви успеси имавме во таа Лига шампиони. Мислам, отпосле кога отидов ја надвор, видов колку Металург направи на таа европска сцена за самиот Металург и за македонскиот ракомет воопшто. Па добро, пошто во Македонија, кога си цело време во Македонија, не можеш таа птичја перспектива ти не достига. Ако некој не ја сподели со тебе, нема како да ја сподели во тоа време. Не можеш да го согледаш тоа, не можеш да го согледаш патот. Знам дека во еден разговор исто кажуваш дека тој Металург тогаш беше 90% и репрезентацијата. Значи, буквално како се градеше клубот, така се градеше и репрезентација. Буквално клубот беше заслужен за, ајде да кажам, подигање на целокупното ниво на ракометот. Така, не бевме само скопски клуб, нас не сака луѓе од цела Македонија, значи на тие Лига шампиони идеа од сите градови во Скопје за да гледат Лига шампиони. Да се задржиме уште маца во Македонија. Значи, кажи ми за во тоа време знам дека беа повеќе, ајде да кажеме, жаришта вака во Македонија. Значи, не беа 2 клуба или 3 клуба. Мада што годинава најверојатно ќе има повеќе конкуренција. Да, конечно се враќа некако. Оваа година стварно. Се враќа во нормала некако целата состојба, но тогаш исто имаше повеќе клубови. Значи Богданци беше еден центар, Прилеп беше уште еден центар. Битола, Велес, не знам, мислам дека имаше прилично добра екипа. Значи кој беше некој тежок терен, да кажем, кај што ќе одиш и знаеш дека тука ќе биде и тешко и за играње, и за движење, и за ќотек, и за све. Види, во принцип сите тие гостински терени што ги набрав сега беа тешки за играње. Се знаеше дека тогаш нели бев помлада екипа бевме, знаеш дека идеш таму и си јадеш ќутек и тоа е тоа. Нема како сега 2 минути вар да гледа тоа. Така да во принцип сите беа тешки терени, но ако би го изведете Богданци стварно како еден од потешките терени за играње и атмосфера. Тоа беше генерацијата на Телепњев, да, Полосинов тие. И Турченко таму кој играше. Значи во принцип беа поише руси, белоруси, не знам што. Молдавци беа. Молдавци, да. Посем, да. Едно време завршија тие двајца ги видов во Металург, Телепњев и Подосинов. Да, Телепњев, Подосинов беше кратко нешто, а по Телепњев изигра сезона и по така нешто. Знам го зема тогаш во Металург, тогаш беше знам Јошко Петковиќ тренер, исто среме Металург, и го зема Телепњев. Игравме со Сафехов, осмина финале ЕХФ куп, така. И почиња Телепњев да игра. И 4 од 4 дава. 10 минути. И Јошко му вика, фала ти пуно, седи, твој посол си заврши. Значи, стварно? Да. Од тебе сум задоволен, сега нека игра други. Да, и Јошко беше специфичен тренер. Така да има пуно приказни. Мислам дека Шундовски исто беше. Шундовски, Доне и Пепе Манасков. И Пепе Манасков, тоа беше тројката така, некако да. Тренери кои го превземаа кормилот едно време. Кажи ми малце за тој период. Па да, добро, тој беше период, мислам дека ние стигнахме до четвртфинале ЕХФ куп. Памтам игравме со кадетен Шафхаузен
во Борис Трајковски, четвртфинале. Таму игра тогаш Енди Шмид, не знам, Башич, уште еден пикер, норвеженец, Локе, мислам се викаше. Доста добра генерација. И имавме пенали за пласман, но покој Нацо Јович, знам, го промаши, иначе ќе игравме полуфинале. Значи, тој троje што го кажа, се имаше добар успех, мислам со играње во четвртфинале, на чекор бевме до полуфинале, што тогаш би било сензација. Мислам дека иземавме куп на Македонија, изгубивме првенство. Така да мислам дека таа тројка беше еден прилично добар тренерски тандем. Посебно да мислам нив Лино Червар, ако не се лажам. Тоа беше 2008-2009 сезона. Еден голем дел од ракометот кај нас, па и од Металург, е Доне Бошковски. Значи, тој е човекот кој што остави, да кажеме, трага. Мислам, после неговата смрт многу луѓе направија малце анализа што е како е, затоа што нели допред да почине тоа не беше така. Мислам дека не добиваше многу заслуга за тоа што го има направено, но некако тоа ги освести луѓето и се осети на некој начин да кажам таа празнина од него. Кажи ми малце за него ако може да споделиме. Па така, Доне, како што кажа ти, доби премалци признанија за тоа што го направи воопшто во македонскиот ракомет, а и во Металург, што може да кажам. Ја бев доста близок пријател со него и од кога станав помошни тренер, после во Германија се консултирав за многу работи со него, многу ми помогаше и во тој дел. Ние го викавме Доне човекот од сенка, секогаш во позадина, а многу правеше за ракометот и за репрезентацијата македонска, и како што кажа за Металург, а и потоа и за Вардар. Беше и дел од Вардар, што многу направи, човек што многу знае ракомет, многу познаваше ракомет. Еден од сигурно првите топ 3 луѓе што ги имам запознаено, што има толку големо познавање за ракометот. И ете ни фали тој човек и сега да ни помогне уште понатаму за вкупно целокупниот овој македонски ракомет, целокупната ова еуфорија сега што е. Затоа имам се најдобри зборови за него. Да, баш на тие припреми што ги спомна во Словенија, кога дојде Лино Червар, знам дека го имаа ставено на диета, нешто така. Значи имаше шведска маса од Сабајле и него му имаа забрането да пристапува до шведската маса, има како некој мало масиче или во соба му носеа храна, нешто така. Значи не, во соба му носеа скришна храна. Иначе на шведска беше на салата само. Иначе во соба беше некако така. Иначе неверојатен, мене ми беше неколку години тренери и екипата и индивидуално, мислам, се осеќаше раст кај децата. Не, доста играчи усмери млади. Можеме да земеме пример Столе Стоилов, го усмери да биде пикер, да не биде среден бек. Значи едноставно имаше око за ракомет, за талент. Исто го Ѓоце Георгиевски го усмери доста добро. Значи многу и децата го сакаа него, не само децата и сите што знаат ракомет. Па беше пријател, така да кажам. Значи знаеше се постави спрема играчите. Таа врска, да, значи човек што живее за ракометот не завршува за него ракометот после тренинг, туку продолжува понатаму, тие се луѓето, тоа е кругот на луѓе околу кои што се движи најверојатно. Со Доне кога седеше, можеш да правиш 2 дена ракомет, муавет за ракомет без престан. Да, беше така. Да. Уште моментот доста вака интересен, она што го кажуваше дека он го направи, он го пренасочи, да кажеме, Столе од среден бек во пикер. Но нели Металург некако не го искористи тоа баш. Значи Столе дојде како пикер во Металург, но ево не го играа многу, не го става или нешто си имаше десена, па отиде во Романија, под Романија во Вардар и заврши како икона на Вардар, или ствари. Па така е, штета што Металург не успеа да го задржи, односно тогаш и Лино дое, там имаше некој кавга на тренинг со него на некои утакмици. Така да беше тоа причината што си иди нормално и малата минутажа. Ете, штета што не успеав со него и Металург да соработам овие долги години. Стварно еден се надам дека ако останеш во Металург ќе беше икона и на Металург исто така. Еден доста лојален играч што ретко се раѓа. Но ете сега гледаме дека лојалноста и не се цени
секогаш. Да, види, па добро, тоа за жал кај нас За е жал, да. кај нас е така, но е дефинитивно за поздрав кога ќе најдеш таков човек. Значи мене не ми се веруваше дека Металург, да кажеме, да не завршеше во долгови, во финансиска криза и така натаму, дека ќе го поминеше, дека си бил со намера да го поминеш, да ја поминеш цела кариера таму. Пошто луѓе обично бараат да прошетаат, да видат, да експериментираат. Не, доколку не се распаднеше Металург, јас сигурно ќе ја завршев кариерата на Металург. Тоа со сигурност го кажам. Така ми беше и тогаш уште на мои 30 години целта и планот. Но ете, не секој се стваруваат. Поготово спортот тешко. Но... 2013 и 2014 ги постигнувате, да кажеме, најголемите успеси со Металург, значи играте на четвртфинале една година по друга. И тогаш Металург станува првиот македонски клуб, уствари најуспешниот македонски клуб во европските купови. Значи тоа до тогаш не беше, немаше ни Вардар, ни Круна, ни ништо. Значи вие го газевте патот, еве така да кажам. Кажи ми Маце за тој период. Значи тоа е најверојатно веќе Лино е веќе таму 3-4 години, системот е добро воспоставен, селекцијата е направена, играчите се знаат и веќе машината почнува да гази. Па така, тие 2 години од Металург се може моите најдобри во мојата кариера од 2012 до 2015, така нешто дека не изгасна. Тој период секогаш ќе го памтам, како што каже ти, Лино Черва воспостави некој систем, ние го прифативме, се навикнавме на тој систем, дојда квалитетни странци да не надополнат. Така да тоа беше да приказна, што ете не траеше многу, траеше само добри 3-4 години од таа ера. И после дојде тој распад 2015-та, нажал повеќето си отидовме, некои остана, но сепак ете тоа ќе бидат едни години што за секогаш ќе останат во моето сеќавање и секогаш ќе се осеќа кај мене на посебно, ќе чувствувам некоја посебна емоција спрема тој период. Ви дефинитивно е привилегија и да го помине човек тоа нешто затоа што е голем успех. Но колку беше, значи година после година очекуваш клубот да се зацврснува, да се појачува. Значи не очекуваш после такви успеси да влезе во финансиски долгови, да се распаѓа. Значи колку беше шок. Мислам како стигна до вас информацијата дека има проблем, еве да кажеме некој, дека нешто се случува? Па види, ова деликатна тема е малце. Да. Добро, нешто поопшто е. Па едноставно се каснеше со плати, 2-3 плати се каснеа. Тогаш нели почне онај штрајк на нас играчите, што според мене беше непотребен, но добро, сега тоа е што е тука и не може да се врати времето. И така од тука се почна. Се стеси тој штрајк, па после нешто исплатија една плата, па после пак игравме нели тие 5-6 месеци и само влеговме уште во поголеми долгови и така се заврши во февруари 2015 ја си заминав. Ја тогаш имав и состанок со газдата Минчо Орданов. Бев спремен дури и на пола да прифатам помал договор за да Ти беше капитен? Да, за да остана во Металург. Но сепак го кажа, окей, добро, ќе видиме ваму таму и гледам нема ништо и Што ни нема намера уствари да они беа па нема помирени намера, да го остават клубот да згасне. Се биде дека не може веќе тоа ниво да го држи клубот. Едноставно требаше да може они требаше да изиграат другачие, да намалат буџет, да кажат тоа е тоа дечки, или ти ќе сидеш или ќе прифатиш толку и толку посто намалување. Значи, ама знаеш како кај нас како идат работите, така и се од денес до утре. Искрено многу ми беше тешко, не може да прифатам да заменам Металург. Знам Хановер, тогаш после светското Катар се јави, вика имаме доста повредени играчи, бараме играчи да дојдеш, викам добро, уште во ноември тоа. Почекајте. Они те побара? Да, почекајте, викам да видам што ќе се случи. Ти уште не сакаш да сидиш? Да, уште очекувам дека ќе биде подобро, тоа што имаше некои такви ветувања. Ќе биде подобро дека се ќе си тера нормално. Па добро, 12 години ти си поминал и добро и лошо и веќе нормално е да очекуваш да. И викам почекајте. Добро и февруари беше преоден рок до не знам кој февруари, 15-20. И немаше веќе што да се чека и си занема.
знам по аеродром кој идев, нозете тешки олово ми се враќаат, кај идам сега, викам, Германија, кај, На 30 што години. мајка барам на 30 години у Германија. Среќа ги имаше тие ескалаторите, па... Стварно, Да. до толку беше толку, моментот. Добро, немаш опција во Вардар или во македонски клуб некој да продолжиш, мислам, не знам колку беа и тие тогаш стабилни. Па не, Вардар си беше со Самсоненко тогаш стабилен. Мене не беше опција Вардар. Озбилно. Озбилно. Мислам, од тебе лично. Од мене лично, така, мислам, глупо беше, не знам, не Види, ми е беше глупо. опција. Е глупо, ама мислам тој канал се функционираше безпрекорно. Значи тон играчи од Вардар на пример се слеа во Металург. Така, да, имаше и од Металург во Вардар посебно. Немаше проблем, ама мене некако ми беше... Да, таа лојалност, ти што ја кажуваш, прави многу логика. Мислам, 12 години, тоа е разликата најверојатно помеѓу тебе и сите останати што еден клуб сака да има таков играч. И најверојатно во Германија тоа го виделе многу подобро отколку што луѓето овдека го гледаат. Пошто овдека нема кој да го свати тоа, нема кој да го разбере, она што викаш ти, колку и да си и 10 и 15 години на крајот сепак изгледа ќе завршиш како статистика. Да. Па тоа е така нажалост во спортот. Не само кај нас, и во гледаме примери во Германија. Сега видовме пример во Берлин што се случи, Фуксе Берлин, тренерот после освоена титула. Тој од 7 години е таму во клубот, како играч, како тренер се развива и го едноставно го избрка. Значи чудни работи се случуваат во Ама спортот. не добро, ако не постигнуваш резултати, значи логично е да те пуштат, Да. ама ако си во пикот на кариерата на пример и ако носиш бенефит, стварно си. Еви, примерот со Столе Студов. На мене ми е несфатливо, ама се случуваат тие работи, знаеш. Мислам, зашто? Не знам, значи стварно не знам, значи знам дека само тоа е како карма. Мислам, неколку такви играчи имаат кои што едноставно кармата стига после, на пример Вуко кога си отиде од Вардар кога освои европска титула, на пример, тие. Он со сила си отиде. Да, тие се некои такви моменти кај што најубаво е човек да биде лојален ако може. Значи ако го има тоа како Па вредност. денес лојалноста вреди, нема цена според мене. Денес да најдеш лојален човек не само во спортот и во приватниот живот е многу тешко. Поготово во спортот се еден лојален човек како што беше Столе према Вардар. Тоа не се случува. Ретко во кој спорт. Не се случува. Не се случува. Стварно многу ретко, но јас знам многу такви многу. Знам неколку луѓе што беа на пример спремни да посветат таа лојалност, можеби како тебе или барем на тој начин нешто слично и клубот не едноставно ги откачи. Значи, добро, сепак клубот си гледа што е најдобро за него, тоа е нормално. па има ли Дали сгреши или не? па има ли сгреши? подобро нешто од таа лојалност? Еве ти Па си нема, ти си според мене, тренер, според тебе нема, ама да. луѓето што го водат клубот гледат другаче, така да нема што Да. ја се замери на нив, тоа е тоа. Они си го водат клубот, они се решаваат нормално. Они гледат што е најдобро за клубот. Нивно мислење дека е најдобро да не биде Столе таму или да не биде Филип таму. Одиш во Хановер. Значи колку е шок за тебе, значи не само аеродромот, туку и целиот начин на функционирање на Бундеслигата. Колку е поуредено, затоа што идејата на ракометарот овде дека таму е буквално се под конец. Значи си има ред, дисциплина, точно се знае, значи кој за што е, нема каснење плати, нема од играчи каснење на тренинзи, сите тие нели глупости што се случуваат надвор од теренот и така натаму. Колку е тоа реалност? Види, тоа е доста реално, нормално Бундеслигата е доста организирана, екипите таму, но сепак не отскакнуваат кој знае што од овие услови тука во Македонија, сега што ги има пример Вардар или што ги имаше Вардар, сега што ги има Алколит, Пелистер, сепак тоа е на ниво, мое мислење, еднакво ниво. Да, нормално има поише дисциплина, поише казни, мислам дека казните ја прават таа дисциплина. Стварно. Како изгледа една казна? Пример, тоа се парични казни? Една казна. Парични имаш, на пример, ако добиеш 2 минути за приговор на студија, ти е 250 евра. Озбилно. Да. Браво. На времето може се ја поише. Само за приговор или за
црвен картон ако добиеш за без везе, за ништо. Така да мислам дека казните ја прават и самата дисциплина. Така и германците се научени. Знаеш дека ми текнува на Лино кога дојде дека го памтам тој муавец. Даде ни каталози за зглобови, за колена, за таков некој каталог да си одбереш што и да те боли. Еве на пример ако си немал до сега пари, Така скупиш Лино стегач. исто имаше казна, ако не си бандажиран, ако не си стегач на зглобот, ако го свиткаш зглобот, казната беше исто 250-300 евра. Точно така. Ми текнува на тој Да. муавец. Нешто тоа било многу давно, ама ми останало Да. дека ако се повредиш, еве јас ќе ти давам се, но ама ако се повредиш ќе Да. платиш казна на клуба затоа што немам што да правам со тебе после тоа. Да, Лино ги воведе тие казни. Да. Ако не носиш стегач, ако повредиш зглобот, тие беше одма казна. Да, имаше уште една поговорка. Дури сме кај него. Че викаше во лето стопли се, а во зима како сакаш. Да. Ти текнува на тоа. Знаеш дека не можам да дешифрирам што значи тоа е на добри 10 години после тоа. Ја мислеш. Да? Сам свати. Свадив после 10 години, веќе ни со ракоме не се бавам, ни со ништо. Си така ми остана како со докуме, разбираш, колку вакво рајанка, викам што е во лето стопли се, во зима како сакаш. И после викам човече, тоа на тренинг мислел. Ама 10 години помина. Како и да е, значи влегуваш во Бундеслига, значи ама само една година остануваш во Хановер. Во Хановер останувам од февруари до јуни. 5-6 месеци се тоа. Полусезона. Да, полусезона. Да, ми понуди и они тогаш договор, ама се решив за Ветслар. Зошто? Зошто? Едноставно зашто таму имаше поише балканци. Стварно? Стварно. Поблиски луѓе. Таму во Хановер единствено јас ќе останем, мислам, балканец. Беше Шевалјеви со мене од Црна Гора. Тој си отиде. Беше Левбек? Левбек, да. Да, мислам дека. Тој си отиде и така да парите беа скоро исти. Дури малку повише беа во Хановер, но сепак се решив за Ветслар. Така некако интуиција ми беше да заменам во Ветслар, како што кажав, имаше повише балканци. Дејан Манасков играше таму Во Ветслар тоаш? Да, и он беше исто како мене во Хановер 6 месеци. Само не игравме заедно, он си одеше и ми кажа неколку убави работи за Ветслар, дека има добра атмосфера, во сала, добри дружби и така натаму. И затоа и се решив за Ветслар. И таму останувам 10 години. 10 години во Ветслар, значи фактички си скоро исто долго колку Металург. Да, јас стално викам, имам среќа во цела моја кариера, имам трениран во две сали, автокоманда и таа во Ветслар. Да, Скоро. Да, баш. Си исклучок на овие 6 месеци во Хановер. Можам некако, тоа ми кажува дека за тебе е битна дружбата, да кажем. Значи за тебе е битно да уживаш со луѓето со кои што одиш во борба, во војна, така да кажем. Дека колку е тој момент битен според тебе? Значи, ако се свртат нови играчи во една екипа, не мора да се странци. Значи нека бидат сите домашни, но ако нема доволно време за да се поврзат, тебе да кажеме, колку е хендикеп според тебе за една екипа? Па видиш, што поише играчи менуваш кроз годините, тоа е поголем хендикеп за екипата, моје мислење. Пошто како и да е ти за ти една година со тој играч ќе се поврзаш така или онака, лош или добро. Разбираш? Затоа тој континуитет на играчи во една екипа е доста битен според мене. Така знам и во Ветслар тогаш кога дојав првата година се сменија доста играчи. Ние дојавме 7-8 играчи таа година кој јас кога дојав. Така да беше тешко таа прва година. Имавме малку послаби резултати, но од втората година па натаму се виде еден континуитет и секогаш бевме во топ 8 во екипите, еднаш игравме и Final Four, куп на Германија, така да континуитетот е доста битен, како и за тренер, така и за играчи. Добро, клубот најверојатно никогаш не претендирал да биде шампион или нешто такво, па да не, притиска. затоа воопшто и нема буџет таму. Се гледа според буџет и тоа е тоа, колку пари толку музика. Ама реални се. Реални се, да. Свесни се, пример, не е како кај нас, ако знаеме дека немаме квалитет, ако треба ќе рипнеме сите на терен, ќе си степаме, ќе Они си гледат колку буџет се знае сите екипи имаат. Пример, ние сме 13 според буџет, на 13 место, свет на 13 место е успех.
Стварно. Да. Логично. Логично за нив, Да. за нас е па второ, трето. Евентуално може Да. шампиони да изненадиме, без А со зашто нас со не. тој буџет кај нас бараат шампионска Шампион да титла. си, Лига шампиони да освоиш, зашто не? Да, таму се вода по таа. Колку 13 сме буџет? 13 место, све на 13 успех. Епа види, значи тоа е многу битно, мислам дека. Стварно тоа е многу битно затоа што тоа јас го гледам во тие рани години на Металург, кога стварно беа брутални припремите. Мислам, не знам луѓе како ќе ме сватат сега и нови ракометари, има и нови програми и нели кондициони тренери и така натаму, значи немаше крај тренингот. Не знам, значи јас знам Столе како го повредија во Металург, значи имаше, знам дека некои припреми беа во Тешао, и имаше нискали, крај немаше. Значи горе се спојува со облаците кога ќе погледнеш и му товареа некои елеци. Елеци, да. Да. И прво, не знам, 10 кила, по 15 кила, по вакво. И се нема тука некој стандард по што, например, он тежи толку. Товари го се. Товари го. Значи ги качи, товари го уште малце и мислам дека го повреди коленото. Па тоа е разликата во Германија. Ја истото мислење го имав тоа. Леле, сега уште потешки тренинзи во Германија, беше сосема спротивното. Јас имав 3 пати полесни тренинзи во Германија него што го имав во Металург Солин. Едноставно таму поише се гледа да има подобра атмосфера, отколку да биде поквалитетен тренингот. Мене ми беше малце чудно на почеток додека сватам тоа или после пораз у автобус да се отвара пиво, тоа ми беше несватливо. Што прави, викам сега и не изгубив. Ама имаше такви работи, значи имаше, јас знам дека не знам дали беше период после тоа, ама имаше фрижидери со пиво во сооблекувални. Да, имаше. Значи сооблекувалната беше многу битна. Ама Тоа во Германија спонзор си, секоја екипа си има спонзор со пива и фрижидерот пон со пиво. стварно. Да. Секогаш пон. Браво. Тимски дух се гради. Дали некојаш мислиш дека затоа што Вардар по тоа што е познат е сооблекувалната, да кажем. И она што луѓе го зборате дека она што освојува или што ги освои тие европски титули не е толку ниту буџетот, нормално сви си игра улога, но не е ни толку ни буџетот, ни луѓето, туку е таа сооблекувална. Па поготово таа втора титула, европска титула на Вардар е заслужена само атмосферата и кабината. Тие што се држаа меѓу себе добро. Знам дека и Столе Стоилов тука има голем удел не само на терен, туку и вон терен, и тогаш и ниф им се должеше плати, не беа финансија како што треба. Без пола Да. година, ако не Така. нешто повеќе. Мете колку е битен тој лојален човек што го збориме сега. За такви работи, кога нешто од надвор не е како што треба да ги држи работите под контрола. Така да И тоа е таа титула на Вардар, втората што збориш ти сега колку е битна атмосфера во клубот, да имаш такви луѓе што ти држат атмосфера во клуб, не само атмосфера и дисциплина и сите други работи, затоа што квалитетот ќе те донесе до одредена точка, да кажеме, но спорт е, значи ќе промашиш, ќе погодиш некојаш и така натаму, значи колку сакаш ти биде квалитетен. Среќа и улога, да, ако не можеш да се понесеш после тоа, дали со пораз, дали со победа, јас сум видел и победата дека е проблем. Значи стварно да се изгубиш и во славење, и тоа не е вакво, да си спијаниш 3 дена, те нема нигде, ме разбираш, да не може да те вратат луѓе после тоа. И тоа не е. И тоа не иде, значи мислам во рете. Како ја правиш таа транзиција од играч таму во тренер? Од каде е тренер? Мислам, дали мене барем не си ми дал впечаток никогаш дека така се размислуваш за тренерска кариера. Па да ти кажам искрено, цела кариера. Никогаш не сум размислувал за да бидам тренер. Да, не сум сакал, не сум имал желба едноставно. Зашто сум знал колку таа тренерска работа, поготово во ракомет, е тешка. Зашто викам поготово ракомет, пошто фудбал, кошарка е веќе друго ниво. Тука имаш и поише пари се во игра,
и се знае ако немаш резултати ти избркаат, ќе си земеш од премина и трет други работи. И на едно подруго ниво, поубаво ниво, да кажам, од самиот ракомет, од самиот спорт. И од секој сум гледал како играч колку е тешко да си тренер. Што сум прошол многу тренери, и добри и лоши тренери, и со резултати и без резултати, така да никогаш не сум имал афинитети да бидам тренер. Тоа дојде од идеја од самите луѓе на Ветстар, како ајде гледаме ти разбираш ракомет, ќе бидеш како што каже ти лојален си на клубот, ги знаеш сите мани и доблести на клубот, ќе помогнеш доста во изградбата на млади играчи и ред други работи. Така да од нив дојде идејата, ја да ти кажам доста размислував за тоа, но сепак на крај прифатив ајде да се пробам во тоа и сепак сакав да останам некако во ракометот, пошто сем ракомет, друго тешко да би работел сега. Така и така останав прва година помошни тренер и 3 години бев како помошни тренер. Како го... Но сепак малце беше тоа на сила тренеродлукот мој. Па добро, на почеток може Да. би. Сега си сигурно многу комфорен, да кажеме, и сега си во некој транзиционен период. Пак сум во транзиција. Да, пак си во транзиција, што е добро, нормално. Значи тоа се случуваат, мислам, за човек како тебе ти имаш најмалце транзиции, мислам дека можеби или еден од ретките што стварно многу малце транзитираат. Значи имаш 2-3 клуба сменето, ме разбираш, луѓе 3 клуба менуваат во една година. Но ме интересира како го студираш ракометот? Значи како размислуваш ти за ракометот? Затоа што твојата позиција, да кажеме, окей, среден бек, но можеш да бидеш на било која позиција после тебе, значи мислам дека имаш некој уникатно сваќање на ракометот, дали тоа се должи на многу време поминато во анализа на снимки, на надпревари, на гледање на други надпревари, дали е тоа едноставно талент, дали е интуиција на надпреварот, значи како градеше, да кажеме, тоа некој гение што го демонстрираш? Па види, како среден бек ти мора да размислуваш за сите играчи околу Мораш, да. Така бев јас среден бек. Побитно ми беше да размислам како, пример, лево Мојсо да даде голови да му направам шанса, или Кирил Лазаров во Гринец и други играчи. Треба да размислаш доста за другите играчи, не можеш само ја поготово сам за себе, најмалку сум размислувал колку за играчите што играат покрај мене. Така да секоја моја утакмица имам изгледано минимум по 2 пати отпосле. Сум имал многу тренери кроз мојата кариера, да кажем исто, се учи од добар и од лош тренер. Од лош тренер се учи како не треба, од добар како треба. Тоа сам треба да си го сфатиш и да си ги оделиш тие две работи. Така да после почна да ме интересира таа тренерска работа. Поготово со млади играчи, мислам дека тука може да се направи многу кај нас во Македонија. Има голем простор да се направи многу во младинските категории. Ај вака, значи, кој е... го заборав Стефча, обрашам прошли пат, значи морам тебе да те прашам со време да не заборавам. Значи, сега да ми го составиш идеалниот тим според тебе. Еве, значи ти ќе се изземеш, значи ми треба да ми создадеш идеален тим, 7 души од Македонија. И па лево крило Стефча Лушевски, Пепи Манасков, Мојсовски, Лазаров. Десно крило ќе оставам Џомба, Гоцир Георгиевски. Беше тесна Тесна, да, има доста десни крила, добри. Пикер. И тука е тесно. Тука е тесно. Стоилов и Димовски ги ставам. Да. И Колман. И тука има доста добри голмани кај нас. Сепак Николче Митровски, Борко Ристевски, од постарите, Зенга, има доста голмани кај нас. Ама во принцип тоа е тоа бестов сега. Кој ти бил тебе? Еве да кажеме голман од кој што не знам, ти се ствара некоја фобија ако имало нешто такво. Да кажеш, да бе, налет, ме разбираш, кога ќе видиш налет, значи и ракомет и све. Види, ја во принцип
ово искрено ќе кажам, никогаш не сум се замарал со голман. Пошто мене ми било лесно, мислам, тие секогаш сум идел до 6 метри линијата да шутнам под фаул, имаш тие се агол, да. лесни шутеви, мислам, лесни, или гол или пенал. Така да никогаш не сум, јас сум се чудел дури на моите соиграчи, леле, сега доаѓа овој не ми лежи голман. Како бе не ти лежи? Да, Значи, има воопшто многу не сум- такви. да, има многу Има такви моменти, да. Значи тоа може да го размислувале Лазаров, тие што шутираат поише од надвор од 9 метри, овој голман не ми лежи, овој Кај ме што има знае, овој не ме психологија знае. некоја, да. Мене да ме знае, да не ме знае, јас сам не знам кај што шутирам, не. Добро, тебе ти менува многу одбраната. Значи, еве така може би да те прашаме поправилно. Значи, некој кој што клешта, еве така да го кажеме. Ја напаѓач, Ти си напаѓач, он е во одбрана, да. види ако Он е тројка или четворка, значи тука тие се ако би морал да изберам еден, би го избрал Велко Марковски. стварно. Ми бил најнезгоден кога играше за Вардар. А Да. ако се неколку Па може и странци, значи не мора не мора само наши да бидат. под германција би го избрал Винчак. Стварно. Да, он е стварно Тој така изгледа. колјач. Изгледа. Да. Да. Он е стварно колјач. Има многу, мислам, ама стварно не сум се замарал многу со. Знам од македонските Велко Марковски ми бил најнезгоден. Значи ти си ја гледаш твојата игра, тебе те интересира твојот перформанс. Значи кој ќе стои од таа страна е мање више. Па добро, секогаш сум гледал кога сум правил анализа за мене и на утакмица со противник со кој што треба да имам, секогаш сум барал еден што е можеби најслабалка во одбрана. Да, или е послаба. Да. И стално тој да си го повеќе од времето на утакмица да си го напаѓам само тој играч. Тоа ми било така. Тоа го научив од Игор Котески. Стварно. Да, он ми беше малце тренер во РК Македонија. Да, и он секогаш ми кажеше: "Жути, гледај кој е најслаб играч и тој само напаѓа го. Друг." И од тогаш што тоа мимо стано и стварно во права човек. И секоја екипа има барем по еден таков, Сигурно. кој ќе видиш. Еден што е најслаб одбрана играч од сите тие четворица што се внатрешни. Кажи ми за првите чекори во репрезентација, значи како го доби повикот, како изгледаше тоа, и тоа беше доста прилично успешно патување за тебе во тој дел. Кој те селектираше така? Па мислам дека прв пат кога заиграв за репрезентација официјална беше на турнир Капати со Драган Џукич. Тоа беше официјално. А претходно игравме некоја регија. Пред 2000-та, ако не се лажам? Не, тоа е 2000 тоа бев Металург, 2003-та, 4-та, сигурно. Тука негде беше првиот официјален на некој. Драган Џукич. Да, памтам, да. Он беше на Вардар тренер тогаш? Да, претходно бев на некоја ревирална утакмица. Агро, мислам, беше тренер. Некој се опрестуваше во Велес. Тогаш бев уште помлад, да, игравме репрезентација против Велес, така нешто беше. Тоа така неофицијално. Прв повик за репрезентација. А турнир Капати ми е прв официјален позив за репрезентација. И во тој период, значи до фактички до европското 2012 нема многу работи што се случуваат за репрезентација, можеби некои собери. Па нема, во принцип игравме ние тие предквалификации. Па игравме квалификации, обично тука се лизгав. Да. 2012 не се лизнавте. Па 2012 ние тоа беше не се лизнавме, ама кога се навратам 2009 на тоа моје прво светско првенство или големо натпреварување. Знам, игравме бараш 2008 со Исланд. Тогаш беше отварање на салата Борис Трајковски, прва официјална утакмица во неа, против Исланд бараш беше, и ги победивме 8 разлика. Покасно, еден месец играше Олимпијада, Исланд освои второ место, играше финале. Така да тоа ќе ми биде едно ми останало секавање во репрезентативниот дрес. Прв пат се пласиравме по 70 години на светско првенство. И од тогаш мислам дека тргна возот нагоре. Да, од тогаш малтене редовно. Да, од 2009-та, па 10-11 не се пласиравме нешто за малци, од 2012-та немаме, мислам, пропуштено. 2012-та
барем во зборовите на Стефче, значи он кажува дека се јавила некоја енергија едноставно кај луѓето да се направи нешто, еве, така некако. Значи таа генерација да веќе созреала за да оствари некој успех. И пристапот бил многу поразличен во однос на сите квалификацијски, предквалификацијски турнири, значи едноставно пристапот бил поинаков. Па види, ние потрошивме многу години, мислам, ние, таа наша генерација, да кажам, на тие квалификации и предквалификации многу се мучевме да стигнеме до овие светски европски првенства. И многу ми е мило што им овозможивме на Кузмановски, Талевски, овие поновите генерации што дојда да растат они како играчи на светски европски првенства, не им овозможивме да растат на светски европски првенства, што е многу битно за сега. Гледаме Кузмановски во каков лидер прерасна, што ми е многу мило. Така, таа 2012 се створи една хемија, не само меѓу нас играчите, и знаеме се играше во Ниш и во Белград, и на трибините беше една фантастична атмосфера, дури подобро од дома да играш, пошто знаеш дека си на страна, а како на домашен терен, тоа уште повеќе ти дава мотив, чувство некое за победа, за подобар резултат. И мислам само резултатите можат повеќе да мотивираат. Знаеме дека пред 2011 септември, октомври кошаркарите освојат 4-то место. Да. И тука ни докажа нас другите останати спорти дека се може, против секој се може, дека не треба да се подценуваме како што правиме многу често. Тоа мене највеќе ми смета, што ние и како спортисти и како народ мислам дека многу се подценуваме, пошто знам, видов и сум се дружил со германци, скандинавци, скоро од сите европски земји, така да мислам дека вредиме многу повеќе и како спортисти, и како народ. Така да ние таа 2012 свативме дека може против секоја се игра, се ценевме колку што требаше се цениме, и заедно со публиката што беше. Да, ама дали беше тоа затоа што тука се аргументот е дека тоа било уствари на грбот на публиката повеќе во однос на тоа колку уствари вистински квалитет поседувала самата репрезентација, што можеби и не е далеко од вистината, но ти си тука можеш да кажеш, значи дали припремите траја подолго, дали поозбилни беа луѓето, дали желбата беше, затоа што во колективни спортови е малце покомплицирано, да кажеме, затоа што тука има некоја групна динамика која што се јавува. Значи многу е тешко да направиш еден тим кој што е синхронизиран, функционира како едно, има поделби, има расправи, има кавги во селекција, во играње, во све. Значи тогаш некако многу коцки се поклопиле. Па тогаш се поклопија, како што кажа ти, 80%, 85% беше цела ротација од Металург. И тогаш веќе почнаме успеси на европска сцена, така да све тоа се пренесе, се има своја улога. И ние секогаш нашето првенство завршило малце порано од германското, од данското, така да имавме поише време за припреми, освен странците што беа тогаш, Лазаров, не знам, Борко Ристевски, мислам исто беше во странство, Темелков, 4-5 души. Така да имавме таа предност во играност, во повеќе време за припреми, потрошиме на физичка припрема поише. Така да све тоа си имаше свој детали кај што допринесува дали ги имаше затоа што подоцна нели со смеја на генерации многу, мислам, тоа се гледа дека е така, дека нема она да се дае пример максимум од тој што играчот што е моментално, да дае максимум без разлика на исходот, без разлика колку ќе биде на теренот, значи наставно да дае максимум во однос на тоа да купува време, така да кажам. Да не шутира, да не сгреши, па да не го извадат, па некако калкулации да се прават. Некои такви моменти. Па види, според мене спортист ако игра било што како спорт, ако не дава максимум, тоа за мене не е логично, не знам зашто воопште се. Ама такви работи постојат. Постојат, да. Па да. Калкулации едноставно, мислам дека една од најголемите замерки вака на тренерите биле точно во тоа да ги убедат луѓето да даваат максимум, значи немој да калкулираш. Првиот момент кога ќе почнеш да калкулираш, од глава ќе ти се удри едноставно. Па така, ја го увидов тој кога станав тренер, уште поише забелешки кон играчите да
Например, кога ќе видам некој да не дава максимум, а може, едноставно ти се темне, ти се Да. колку и да е тој квалитетен играч, кога ќе видиш дека не дава 100%, поготово на тренинг, ајде, може понекогаш да се штедиш. Ја кога постав играч сум се штедел колку треба нормално, ама утакмица кога ќе дое, ако не даваш 100%, мислам не е фер спрема себе, прво према и према другите што те гледаат, што дошле таа утакмица, што платиле карта да те гледаат. Мислам, не е фер едноставно. Ти можеш да промаш, можеш да направиш техничка грешка, тоа е све во спортот, но да не даваш максимум, да не се бориш, тоа е незамисливо. Мислам, тоа е најлесната работа за еден спортист. Ма да дадеш максимум. Океј, ќе промашиш зицер, контра, техничка грешка, ама да не даваш максимум, да не се бориш, тоа за мене, по мене е најлесно. Мислам, не може никој да те спречи ти да се бориш. Може да те спречи голмано да не дадеш гол, ама да не се бориш, не може никој да те спречи. А зошто? Ни судија, ни тренер, противнички тренер, ни твој тренер, ни соиграч, никој. Едноставно излези, дај максимум и тоа е тоа. Дали ќе биде доволно за 4-5 гола, за 3 асистенции, тоа до тебе. Но луѓе пак не го прават тоа. Значи пак калкулираат, мислам, пристапот е многу затоа си ми ди толку различен, да кажеме, во однос на многу луѓе кои што се бават со спорт, не мора да е само со ракомет, затоа што кај тебе многу убаво се приметува разликата во однос на стандардна професија или луѓе што го сваќаат спортот како професија и луѓе што го сваќаат спортот како повик едноставно. Ме разбираш, кај што едноставно безпоштедно се внесуваат. Значи тоа може да трае година, може да трае 5, може да трае 15, значи ти не калкулираш сите оние целиот тој ќотак што го имаш изедено, ти не викаш океј, сега ќе влезам, ќе му удрат еднаш и повеќе не влегувам, затоа што ако ми удрат 2 пати, можеби ќе ми пукне нешто што by the way ме интересира, си имал ли некоја повреда во сите ти удари, пошто ти кога влегуваш отворен целиот. Како? 4-5 операции имам. Операции на што? Епа 3 пати колено, една шака и сега последнава во мај кога направив, колку оперирав. Колку оперираш? Но тоа беше од последна кариера. Што збориш, вече? Добро, не нов колка, ама артроскопски операции. Си зема танок све. Ако сакаш да одиш нормално после. Види, треба да се калкулираш малку, да калкулираш. Па треба да калкулираш, ама и не треба до негде. Значи мене ми е фасцинантно ребрата како ти остана зачувани во целото тоа. Пошто некако доста изложени баш на кога влегуваш отворен целиот и пак ќе се навртам на тоа време кај што немаше фаулот не беше со рака, туку беа лакти, беа 300, мислам, многу валкан. Трпиш болка 2-3 дена и тоа е тоа. Модрици целиот. Кој ти бил тебе, да кажеме, примерот? Идол ми е многу прејак збор. Значи, во кого ти си гледал, да кажеме, кога си се градал за твојата позиција? Или како ракометар? Како пример? Па, сум гледал доста ракомети, многу идоли ми били поготово македонски ракометари, Боро Чурлевски многу сум го гледал. Стварно? Да, покојни. Томче Петровски исто многу ми се добагаше како ракометар, како игра. Мислам дека за тоа време еден сосема добар ракометар што може да го игра денешниот ракомет. Иако тука сме со генерација Мојсовски многу сум го гледал. А странци Палич, секако класика, Ловгрен, тие некои што играле на моја позиција. Но сепак гледав многу наш домашен ракомет, како што кажав, Чурлевски, Петровски, Мојсовски. Сум го гледал доста, кој играше за Пелистер тогаш. Нели ти беше страв дека, например, кога дојде во Металург, дека ти е загрозена позицијата или дека конкуренција голема ти се и дека нешто треба са? Да бидам искрен, кога дојде Мојсовски во Металург, бев пресреќен. Стварно? Да. Пошто знаев каков човек е, сме играли во репрезентација заедно пред тоа. Знаев каков тип на играче, што мене би ме одговарал доколку би играле заедно. После тоа и Лино го виде дека можеме заедно да играме, дека има еден играч до мене што може да направи позиција, да можам без јас да си истрошам гол да дадам или да изнудам пенал.
Така да никогаш не го гледав како конкуренција Мојсовски. Секогаш го гледав како соиграч дека ќе донесе само плюс за екипата. Пошто без разлика твоја позиција, дека игра моја позиција, кога доаѓа некој квалитетен играч во твојот тим да те крене на една повисока ниво, добиваш и самиот ти со самите успеси. И да играм ја 60 минути, да губам, ништо не добивам со тоа. Никој не те гледа дека си дал 10 гола, а дека си последно место. А обратно, ако си дал 2-3 гола, си прво место, сите ќе те зборуваат. Тоа треба да го сватат младите играчи. Тоа е многу тешко. Да. Дека побитна е победата од сите други останат голови или не знам асистенции. Да, ама тоа е многу контрадикторно затоа што луѓето напредуваат врз база на индивидуален учинок. Значи ниту еден ракометар или барем многу помалку напредуваат како резултат на колективен успех. Тоа било така кај нас, знам. Види, ја видов тоа во Бундеслигата сега. Се прави анализа да се земе еден играч. Да. И сега тој играч во Бундеслигата има 150 голи дана, пример, лупам. А испаднал од лига. Тој не го гледа, тој играч испаднал од лига. Значи нешто не е кај него како што треба. Го гледа тој со 75 гола, што бил 5-6 место, ја довел екипата да биде на една константна, на едно равниште и ќе го зема тој играч. Ја тоа така и го гледам, што е логично. Подобро да земам играч што со екипата негде на средина табела или топ 5, него што испаднал дал 200 гол. И ја кога ќе би правил клуб, секогаш би земал играч што има поише успеси позади него да е голгетер или не знам што. Да, видиш, тоа е многу интересно што го кажеш, затоа што во тоа време, а и до ден денес го гледам тоа, дека луѓе прават highlights од нив, значи ги вадат најдобрите моменти, па ги даваат на агенти, па се продаваат и тоа функционира. Функционира до некој, да. Функционира, да, и знам и кога ни пуштали нас тие highlights и мајлаци, ама highlights може да направиш од секого. Сега ја да се соблечам, ќе направам highlights невиден од мене или од тебе, заедно. Ама кога ќе ти пуштат 2-3 утакмици да ги изгледаш, тоа е друга песна. Да, тоа е баш така. Затоа секогаш зборам, успесите без разлика дали си дел 10 гола, 2-3, победите се секогаш за мене number one, што продава играч. Добро, не е секогаш случај тоа, но сепак кога јас би бирал или кога јас би се прашувал, би бирал успешен спортист, а може би со помал квалитет, може би има друг квалитет што го носи во собликуваната што збориме тој атмосфера, многу да димензии ги држи играч, многу димензии се да. Многу димензии се. Кога се бира играч, само треба. Но тоа се развива во текот на годините. Тие димензии луѓе ги согледуваат или ги вреднуваат повеќе како што учат и како што се развива самиот спорт. Значи не е само бројот на голови, значи бројката на голови беше златно правило за тоа кој ќе се продае многу долго време. Затоа е тоа најверојатно така останато и види тоа во рета се гледа кој е млад играч 18-19 години, нормално гледаш некој параметар. Да. Ама ако гледаш играч што би требало да биде носител на игра или помеѓу главните играчи, прво бираат, не знам, карактер, успеси, вака така, после гледаат голови, асистенции и така да. Кој бил некој од Металург, сега пак ќе се вратиме. Прво ме интересира за Олег Мальцев, да ми кажеш сеќавање твое, затоа што тоа беше еден за нас помладите беше хорор, да кажам. Знаеше да не малтретира за секакви работи. Значи како дете останат во сеќавање. Мальцев беше стара руска школа. Ама еден исклучително добар ракометар, еден од подобрите странци што интелигенција, значи човекот беше интелигенција врв. Мислам, спортски живот нула, ама разбирање на ракомет воопшто на спорт, пошто дали играме на загреме фудбал, кошарки, онма се гледа спортист кога разбира спорт воопшто. Така да и од него има многу научено. Од Олег Мальцев. Тој квалитет плюс на странец. Кога ќе дојде да го научи тој помлад од него што е 10 години, како што да го уведе во ракомет. Тој мисля дека беше и нешто повреден, како едва и да одеше нешто. Он играше со едно колено, буквално со едно колено. Сега облечеше на стегач од горе до доле и стоп, чека, коленото ме завали, продолжи. Не, Маци беше стварно
како што кажав, исклучително интелигентен ракометар. Да, оставаше таков впечаток. Да. Значи, знаеше, ти викам многу да мене ми текнува, бевме негде исто со вас, А малтретираше млади деца, неколку души бевме земени со вас и мислам дека Македонија, Тунис играат тогаш. Па може и ти си бил со Македонија тогаш, значи не знам како беше тоа, кај беше распределен и Може 2009 да е тоа светското. мислам дека Со Тунис мислам дека е тогаш. И во Златибор ние бевме тогаш. И влегува Мајцев, ние 5 минути пред почеток на утакмица спремни, среќни, весели, сите, знаеш. Еуфоријата фаќа и доаѓа Мајцев, вика не е добра вечерата денеска. Ќе ми треба некој да оди до градот. Градот беше на 5-6 километри негде, ноќ замрзнато надвор, значи ќе се вратам точно кога ќе заврши утакмицата. И добро са, и вика некој од помаливе, знаеш. Ние помалите двајца. Не можеш не да кажеш. Нема не кажување, значи ајде полека фати се утакмицата, не ја раскажаа после тоа. И Нема, имаше тоа стара школа. Имаше Сега тоа го нема. Да, не имаше издресирано, чечкалици му носиме. Значи он кога ќе завршеше на некоја маса немаше чечкалици. И сега он да не бара после јадење чечкалици по хотелот, значи Чечкалица. не имаше издресирано, чечкалици му носиме и кога ќе дојаме, браво. Тоа е тоа. Сум го научил. Значи треба ми што ти кажам. Тоа е стара школа. Ама стара школа, да. Имаше неколку такви, да кажеме, луѓе, странци што на вистина донесоа во Металург нешто многу поразлично и нешто многу повеќе од ракомет. Значи нешто што стварно остава печат барем кај луѓето што биле дел тоа од екипата или на некој начин вклучени. Тоа не остава. Тоа е битно. Не остава многу траг, да кажеме, кај публика, пошто не може да ги знае тие работи, да. Но ако си бил внатре, значи нема шанси тоа да го забореш. Посебно тоа малтретирање што денеска Ама позитивно. Ама фали, знаеш. Позитивно фали, па позитивно е. Значи чудна работа е колку повеќе те малтретира некој човек, толку повеќе го сакаш. Еве, објасни ми како е возможно тоа да ме малтретира некој ден по снегон дека по темници не ме разбираш, ни утакмица да гледам. Ама тоа исто што те малтретира, утре дента на тренинг ти покаже 3 нови шута или 3 нови финти или два како ќе правиш. Тоа беше трговијата. Значи ако сакаш на некој начин да ти посветам јас тебе време од моето, значи мораш да заслужиш тоа. Компензација. И тоа ќе заслужиш така, на потежак начин. Не знам денеска како функционира тоа. Значи, мислам дека тоа го нема денес. Мислам тебе ти си вклучен, значи моментално си координатор на сите машки селекции, да кажам, така. Каква е иднината на македонскиот ракомет? Мислам колку време си на оваа позиција? Па јас сум релативно од јули, мислам. Добро, значи тоа е месец. Да, само 2 месеци. Истерав со кадетива што беше младинска олимпијада во Скопје. И можам да кажам дека таа генерација е прилично талентирана. Мене лично многу ми се допаѓа. Затоа сега ќе посветим и повеќе внимание. Во крај на октомври имаме и квалификации за Европско првенство. Сега ќе уклучиме таа кадетска репрезентација како репрезентација да се направи и во кадетската лига со други клубови, за да има што повеќе утакмици, што повеќе надпревари, за да можат што повеќе да се во играт, бидејќи ние со тие генерации касниме сигурно 2 години, бидејќи сите почињаат најмалку од пионерска категорија. Се и тоа ќе мора да го направиме, да вклучиме пионерска репрезентација. Така да мора да им даеме што повеќе простор за надпревари, така ги уклучиме во таа лига. Веќе во среда заутре имаме надпревар со Алкулит Есенс, Алкулит и Мулти Есенс. Они ќе си направат комбинирана екипа против кадетска репрезентација. Каков е процесот на селекција? Значи колку брзо, сега можеби е малце неблагодарно прашање, ама со целото искуство што го имаш поминато, значи колку брзо можеш да препознаеш потенцијал сега? Само од физичкиот изглед, да кажам. Па види, само од физички изглед е доста тешко да препознаеш. Мора да го видиш на надпревар или на тренинг најмалце. Така да, но сепак, според моето лично искуство, можам поприлично брзо да препознам најмалку, не дека ќе биде добар играч, ама дека е талентиран, да. Така да, ама тие селекции треба да траат
многу долг период според мене, бидејќи од само еден тренинг, од само еден натпревар не можеш да видиш скоро па ништо. Можеш само да препознаеш, а Да, види. другите квалитети не можеш да ги сознаеш. Мене ми текнува дека ние уште кога настапувавме за репрезентација, за тие кадетски младенски, значи не носеа по некои турнири во, не знам, Романија, Унгарија, значи мислам дека они се познати по нивните школи. И они во тоа време имаа академии. Значи ние бевме ослободени од настава овдека, нели, со оправдание, со не знам што се издава, за да идеме таму да играме со нив. И идеме во нивната академија, значи Романија си има нивна академија, со сите селекции, кај што репрезентативци, деца си седат, ракомет си играат по цели денови, си учат, си студираат спорт и така натаму, таков тип на селекција. И надпреварите беа смешни, ме разбираш. Значи тоа беше срамота за нас и не знам зашто одевме, искрено да ти кажам, ама ете, не носеа. Значи какви се тие системи? Сега ти си направил 2 тренинга, тој 2 години заедно тренира. Тоа е таа тој гап што го имаме, така да па нели кај нас направи академија за ракомет, за фудбал. Да, има, ама од средно училиште, така да знам дека повеќето кадетски репрезентативци се веќе во таа академија учат. Во таа академија, така да и тука е таа мала предност што се знаат сите меѓу себе и што таму тренер во академијата е токму селекторот Горан Кузмановски на кадетската репрезентација. Така да децата се знаат меѓу себе, иако се прв собир им е од негде почеток на јуни, ама со овие надпревари што ќе ги направиме во лигата, ќе го надополниме колку толку тој гап, а веќе од крајот на октомври ќе се направи таа пионерска селекција, за да биде кога ќе дојдат кадети, кога ќе дојдат тие надпреварување квалификации, веќе да бидат спремни и да се знае точно селекцијата кој што и како. Бидејќи од 50 луѓе не можеш да избереш, тешко многу да избереш за месец дена. Тоа треба да биде еден процес од неколку месеци за да точно направи селекција што селекторот точно сака, кој играч му треба, така да мислам дека ќе ги придвижиме работите на подобро. Колку работиме, еве, во милиарда случаи е спомнато, значи и лично го имаш осетено тоа, дека да, може би имаме квалитет, дека може би имаме и услови, и процеси веќе почнуваат да се поставуваат, ама менталитетот ние, значи ние од менталитетот си патиме. И сега ако патиме од менталитетот, што правиме за да го смениме тој менталитет? Еве барем во однос на ракомет. Можно ли е такво нешто да се смени? Види, менталитет е многу тешко да го промениш скроз. Ја зборам барем да го промениме на подобро 30-40%, веќе сме во добивка. Како што кажа, многу тешко е кога се смени. Мислам дека со самите резултати што се прават во спортот воопшто, не само во ракомет, може и во кошарка, тука да се промени нашиот спортски менталитет, зборам, не Да. Со само тие резултати да се докаже дека се може, дека секој со секого може да игра, дека можеш да победиш голема селекција, дека другите не се баук, дека исто и они тренираат како и нас. Така да мислам со самите резултати, што подобри резултати имаме, тоа и подобро ќе промени менталитетот на подобро. А самиот менталитет, мислам, ако сакам да размислувам на тоа, значи тоа е точно тоа, некој комплекс на пониска вредност и комплекс дека не заслужуваш да победиш некој што е подобар. Ако го ставиш дека е како подобар, не знаеш дека е подобар. Значи ќе подобар е тоа што ќе победи на крајот. Како што кажав на почетокот, ние се превише се потценуваме. Мислам дека не треба да биде така, бидејќи ќе зборам моментално во ракометот. Македонија има 2 пати европски шампион во Вардар, има 13 години веќе на светски европски првенства. Има еднаш освоено 5-то место, не знам, 8 во свет, така да мислам дека треба малце поише да се цени тоа и ние самите тоа испе да го цениме и Македонија како народ да го цени тоа малце поише и со тоа да им се даде поголем кураж на самите деца што повеќе да тренираат, да влезат во ракометот, да тренираат што понапорно. Тука може да се смени малце колку толку тој менталитет, дека да се знае дека може да се игра против секого, дека може да се добијат големи селекции. Само така со верба, со мотив и од самите тренери да знам Киро Лазаров колку пати повторува да го смениме, но сепак тој е тежок процес. Треба да се истрае во тоа, треба да се биде упорни како тренери, како
луѓе што се вклучени во ракометот да се повторува се тоа дека вредиме, дека не треба да се подценуваме и само така може да се промени на подобро. Како беше да кажеме коегзистирање со Кирил Лазаров? Значи, вие имате нели клупската кариера, обврски си ги тераш и така натаму и доаѓаш во репрезентација кај што се сретнуваш со Кире и треба да работиш со таков бек после тоа. Значи колку кај тебе требаше да се сменат многу работи кога ќе застанеше Кире до тебе, таков калибар на играч, барем да кажам. Види, јас со Кире секогаш сум имал добра соработка на терен. Кирил Лазаров беше еден од најдобрите десни бекови и мене ми било многу полесно да играм со него. Така да секогаш добро сме соработувале со него и он имал придобивки од мене доста и јас од него. Така да, малце специфичен човек, но сепак еден таков голем играч мора да биде специфичен. Сме имали и несогласувања, што е нормално на терен. Да. Сме знаеле да се подкараме малце, не ја вака мислам, не ја така мислам, но сепак на крајот на денот сме застанувале заедно и сме играле за оваа држава, за Македонија, без разлика дали сме во добри или во лоши односи. Колку е твојата позиција захтевна во однос на авторитет? Односно, ако ти си организатор на играта, да кажеме, колку има простор за било кој друг да организира било што? Дури еве во твоите сваќања, кога ти си играл, да кажем. Значи ако ти организираш играта, ти организираш, така, значи нема да дојде некој се да каже не, ова ќе играме на пример. Па во принцип е така. Средниот бек мора да организира све, да мисли за секоја акција ќе се игра во напад, за кого ќе се игра и така натаму, но секогаш јас кога би ми дошол мој соиграч и ми кажал дај жути да играме ова, сега мислам, ако согледам дека тоа е прифатливо, дека е добра идејата, секогаш сум го прифаќал. И Кирил Лазаров секогаш давал совети, и он кажувал акции понекогаш, што е нормално. Секој таков играч да имаш до тебе као Лазаров, што бил Мојсовски и другите бекови, кој ќе кажа дека нешто е подобро тоа да се игра, секогаш сме го играле. Значи, тука сум бил во принцип, сум ги слушал колегите. Не е секогаш било, не, вака по мој, ќе тераме така. Тоа е во принцип и квалитетот на играчот. Апсолутно. Затоа што може да се види денеска, еве ќе седнам некојаш да гледам. Значи подруго е Кирил Лазаров не играл одбрана, седел на клуп, он поодморен е, поише гледа пример во напад, поише може да мисли во напад што да се одигра. Да, видиш, таа страна никој не размислува. Додека одбрана напад е малце потешко кога се игра. Да, значи тоа он беше, мислам дека скрос на почетокот или меѓу првите кои што почна да играат во еден правец. Значи не знам дали постоеше тоа од поодамна. Значи играш за во напад или играш за во одбрана, играчот беше за во напад и за во одбрана. Да. Значи и после тоа кога ќе се појави таков екстра квалитет некој, почна да го штеди, па ќе игра само во напад или само во одбрана и така натаму, и сега сме доведени, па имаше мислам дека еден период на специјалисти, само напаѓачи и само одбранбени. Па сега мислам дека пак се враќа тоа. Значи во два правци добиваат. Па сега во поновиот ракомет два правци е голем благодет ако можеш да играш. Тоа веќе без разлика дали си десен бек, среден бек, ако играш во два правци си поготово пикерска позиција. Мислам дали е поготово пикер, да, значи дали е види сега да играш само напад. Треба да си Кирил Лазаров, да даваш по 10 гола, по 5-6 асистенции. Само тогаш можеш да имаш висок клуб или добар клуб. Да, мислам дека не беше тоа затоа што он не знае да игра одбрана, туку му е штеди енергијата за да даде максимум во напад, као тоа беше некоја идеја. Види, за да играш одбрана во ракомет, нема, не знам. Така, значи само желба треба да не е имаш за талент, мислам, не е некоја вродена не може особина. ти напад да знаеш да даваш по 10 гола, да не знаеш одбрана да играш. Тоа не е возможно, според мене. Да. Или имаш желба да играш, или сакаш да играш, или не сакаш. Да. И нормално е така од почеток, како цела кариера Киро нема играно одбрана, така да после губиш и осети све. И нормално, ти кажам, за да играш само напад, треба да стварно да придонесеш многу во напад, за да играш во големи клуби, како што играше Киро. Апсолутно. Да специализираш во
во тоа што го правиш, да го правиш најдобро. Ти си еден од најголемите кои што играле во Македонија. А, Ти посакувам успех понатаму во работата, во тренерската работа. Верувам дека квалитетите кои што ги имаш успешно ќе ги пренесеш и на генерациите кои што доаѓаат, ќе имаат прилика да учат од човек кој што има многу постигнато и опфаќа повеќе димензии од ракомето, да кажеме, покомплетен играч и човек. И фала ти за денеска и до некое следно гледање. Ја, благодарам на поканата, ми беше чест што бев кај тебе. Во подкастот се надевам ќе им се допаднеме на гледачите. Поздрав. Поздрав.